Рековме денеска статистики извештаи што ни покажуваат можеби податоците од индексот и за младинското учество во нашата земја, и ако младите вистина не ги слушнеме и не ја дадеме предноста да ги направат можеби промените, транзицијата и таа една убава метаморфоза во општеството, дефинитивно би продолжил екзодусот и иселувањето. Потенцијалот на младите и понатаму, токму на младите луѓе во Македонија често е неискористен можеби како потенцијал и нивна енергија, желба и мотивирано за наоѓање решение, учество во процесот на носење одлуки и креирање на политики не се канализирани. Ке ни посведочат нашите дами дали се уште државата се соочува со едно од можеби највисоките стапки на младинска невработеност во Европа, како и со висок степен на миграција, воопшто немање можеби желба на младите. Говорам како платформа, како движечка сила да останат тука, сигурно ќе ни посведочат можеби со некој повторно можеби визибилити студија или некои статистики кои што ги имаат како податоци за оваа тековна 2025. Да, што е она што и државата можеби треба да го направи за да младите ги задржиме тука, да ги охрабриме да започнат своји бизниси, да бидат да имаат секако економско учество и низа други работи кои што ги засегаат младите. Денеска ќе го дискутираме ова со две прекрасни дами, Билјана Стојчевска, која што е програмски координатор во Младински сојуз Крушево, и Нина Јовановска, која што е проектен асистент, или во случајов таа ќе биде гласот на младите, да видиме што и како се случува со нив, бидејќи ние споменавме, веќе си направивме еден убав разговор, но рете тоа да го споделиме со гледачите, па Биле може да започнеме со тебе и со некои од статистикиве кои што ти ни ги достави, со оглед на тоа што секогаш велиме кога имаме статистика можеме да зборуваме за конкретни работи. Па од последните ваши истражувања стапката на учество на младите во работната сила е опадната на 44,8%, што е најниска вредност во споредба со изминатите 4 години, што се поврзува со зголемена едукацијска и професионална мобилност, но и миграција. Што значи ова? Колку младите ги имаме кај нас или веќе се поголем број си заминуваат за жал? Добро утро на сите. Едно многу тешко прашање за утринска емисија. Меѓутоа важно прашање за нашето општество и добро е да сме бистри како што сме утро за да можеме да кажеме важни теми. За жал младите луѓе во нашето општество се помалку ги имаме и како човечки капитал и како вредност, од причина што нашето општество по анализите и по фактите кои што ние ги продуцираме не обезбедува доволно можности за развој и кариера, ама и генерално развој и што значи тоа што ме праша. Тоа значи дека во следниот период ќе кубуриме со човечки капитал, значи ќе немаме млади луѓе кои што нас ќе не заменуваат. А дали е државата свесна и институциите за тоа што мислите? Па мора да бидат свесни и во државните институции немаат кој да работат. Да. Мислам, ние сите сме свесни, зошто? Затоа што старееме генерално како население. Меѓутоа се повидлив проблем, особено е видлив проблем во бизнис секторот, заради тоа што е потребна работната сила. Колку год ние денеска се подпираме на се што се вика дигитализација или вештачка интелигенција, значи сепак човечкиот капитал е да помена најважниот елемент во едно општество и за секој сектор. И незаменлив дополнително. А младите луѓе се клучен сегмент по тој човечки капитал, затоа што енергетски носа и енергија, и знаење, и капацитети. Значи, многу е важно да го ставиме младите луѓе во нашето општество како движечка сила, како што кажа Марко, и многу ми се допаѓа така кога ги представуваме, отколку како континуирано ние младите луѓе ги поставуваме во елементот проблем. Па и да го минираме. Еве и сега ги зборуваме како проблем, извини. Не, тоа би сакав да кажам дека секој пат го минираме нивното можеби движење. И постоење и функционирање и сила. Затоа што не веруваме во капацитетот на младите луѓе. Јас сум секој ден со младите луѓе, не само што треба да веруваме, туку треба и да тие треба да бидат основната во денеска, а не во идно време како што сакаме. Денес треба да бидат важниот сегмент за развој во нашето општество. Ако сакаме да имаме развој во нашето општество, и исклучително е потребно комплетно нашето општество да инвестира во младите луѓе, за да може тој капацитетот ќе донесе нов капацитет. Билјана, Нина, најлаичко просто прашање би бил само за почеток, еве на вака како вовед. Исто,
говоревме за тоа што ќе кажете што покажуваат можеби податоците така натаму. Меѓутоа, кои се желбите на младите во оваа 2025 најчесто? Би превземала јас. Генерално младите имаат, мојата генерација, ќе зборам бидејќи јас сум генерација Z, младите имаат многу поразлични желби за разлика од претходните години. Например, во однос на вработувањето, доколку порано било важно колкава ќе биде платата, дали се пријавени слично, сега младите бараат многу повеќе компоненти кога разгледуваат опции за работа. Например, размислуваат за условите кои што ги нуди работодавачот, односот на работодавачот кон него, потоа многу им е важна флексибилноста, односно многу малку мојата генерација сака да биде врзана со 9 до 5, нели, класичното работно време. Понатаму тие многу сакаат да имаат различна средина на работа, односно некои што чувствуваат многу по спремни, многу по компетентни доколку работат од друга локација. Например, нели што зборуваме работа на далечина, така што младите генерално си бараат многу повеќе од самата работа во на традиционално значење како што било сватено претходно, така што мислам дека проблемот е тоа што младите си имаат свои барања и си имаат некои работи што сакаат да им бидат исполнети, меѓутоа сметам дека работодавачите не се до крај спремни да ги тоа ќе беше прашањето, колку тие работодавачите се отворени да го слушнат гласот на младите. Затоа што еве и ние во нашето функционирање, во медиумскиот свет, меѓутоа генерално во сите сектори, значи младите ќе се задржат, еве вие велите ако е година дена, тоа е и долг период ако некој се задржа. За месец, два и ќе си замине тој некој кој што е од помладата генерација. Колку се денеска работодавачите подготвени, спремни да бидат пријателски настроени со младите, затоа што младите се тие кои што ќе им требаат во функционирањето. Дали се свесни за тоа? Не ќе им треба. Им требаат. Во моментов им требаат. Ние имавме 2 пати инициирано таква иницијатива да имаат бизнисите, конкретно за бизнисите, меѓутоа јас би сакала и на телевизија Телма да го видам беџот пријател на младите, да има такво сертифицирање на ајде да речам фирмите, компаниите. А што би значило ова? Меѓутоа се уште сме во процес на развој на идејата и многу ми е драго што утрово зборувам на таа идеја, затоа што мислам дека е клучот во насока на задржување на младите во одредени екосистеми, па и тесни, па и пошироки. Младите, кога им даваме можности на младите за вработување, они не го гледаат, еден млад човек не гледа само колку плата ќе земи, како што кажа Нина, и гледа каде ќе работи. Дали добро и ергономско столчето на кое што седи. Дали има парк во околината кај што работи. Каков е процесот на патување од местото каде што живее до местото каде што работи. Дали има инфраструктура. После во самата фирма, дали му ги разбираат вредностите и принципите. Ние многу малку тргнуваме од генерацијските вредности. Јас лично исто го имав овој проблем, додека една другарка не ми кажа, па ти не ги разбираш вредностите на младите. И сега, важни ни се ваквите анализи, за да ние ги идентификуваме вредностите на младите и да знаеме како понатаму да работиме заедно со нив. Таа флексибилност, таа околина што младите ја бараат комплетно, треба да ја обезбедиме не заради тоа што младите претеруваат во нивните барања, туку затоа што тоа се нивните вредности и принципи. Како што јас, мојата генерација, носеше принципи, нели, дали си точен, дали точно ќе додиш. Сега тоа не е принципот кој што треба да се не е важен. Сега е важно колку иновативен ќе си на местото. Јас извинувам ако ви влегувам во тоа. Не извинете и вие, ама го доживувам како една убава дискусија. Така, значи колку носи можности за развој местото, колку носи можности за развој во други земји, да речеме, самото работно место тоа да го обезбедува. Колку се односливи тимот кој што ги води, кој што ги менторира, независно како се вика тој тим, колку се односливи, колку ги разбираат за потребите нивни. Најважно е за да можеме да работиме со младите луѓе, зошто нашите потреби се поважни од потребите на младите луѓе и зошто се поставуваме, зошто нашите потреби се супериорни врз потребите на младите луѓе. Значи секоја една генерација има потреби и тие потреби се важни
за да ние еден систем го развиваме. Кога мислам на систем, не мислам само како општество, значи сите микросистеми го градиме тој и на тоа мислам. И само јас би сакала да додадам на прашањето конкретно колку и дали работодавачите се подготвени нели да ги пресретнат потребите на младите. Мислам дека бројките од индексот прикажуваат дека работодавачите не се, барем во нашата држава, не се целосно спремни да го направат ова, од причина што мојата генерација, особено во одредени сектори како што се например IT секторот и слично, каде што има простор да кажем работа на далечина, попрво одбираат да одберат работодавач кој што не е лоциран тука, туку странски работодавачи, затоа што нудат многу подобри и поквалитетни можности за работа, така што мојот апел е до работодавачите многу повеќе да обрнат внимание кон потребите на младите луѓе и да се обидат да најдат некој заеднички јазик на функционирање, затоа што доколку не го направат тоа, за жал мојата генерација мислам дека нема веќе да ги одбере, секако ќе се оддалечува од нив. Ова што го говориш пред извесен период, ако се сеќаваш во редакција го говоревме за тоа нели на каков начин голем дел од работодавците и фирмите жирираат нови или регрутираат нови тимови кога доаѓаат на работа. Моја другарка која што е долги години во Шведска, таа вели дека во својата фирма најчесто кога треба да се вработи младо лице, неважно или да речеме некој повозрастната категорија, ама најчесто се дава предност за да нема генерацијски јаз тука да се спои ученикот калфата и занечијата во случајот таде вака алегорично представено. Секој пат во жири комисијата вика има психолог, има педагог, вика и тоа вика убаво вика прави евалуација, анализа на профилот на човекот за да можат конкретно да му најдат простор каде да го вметнат и кои се неговите потреби, збориме како индивидуа во колективот како би го сместиле. Замислете кој е нивото како се врши евалуација на еден вработен кој што пратил CV или курикулум до фирмата. Дали Нина денес вашата генерација е компромисна и прави преседани? Па, тешко прашање, мислам секако се зависи од самиот човек. Меѓутоа на крајот на денот младите луѓе се знаат што сакаат и многу ретко тие прифаќаат некој компромис кој што на нив нема многу да им одговара. Многу треба да станува збор за некоја, да кажам, крајна ситуација за да се одлучат да го прифатат тоа. Меѓутоа во ова, да кажам, море од можности, тие сепак одлучуваат да продолжат понатаму со потрагата, отколку да прифатат, односно нели она settle for less, да прифатат нешто помалку, тоа што смета дека го заслужуваат. Често го слушам и од мојата внука, Цеце исто така има во своето окружување млади момци, девојки, па ајде вака исто уште едно прашање што би го адресирал. Ова што велиш ти како ситуација дека не сакам да бидам вработен во фирма каде што е македонски работодавец, поради можеби ригидноста и резигнираноста и стереотипите кои што може би ги поседува како фирма со некои вредности од минатото и така натаму, нефлексибилноста, тоа е веројатно затоа што она го гледаме пресликување поинако, можеби и алтруистичко кое што го имаат работодавците од надвор. Дали тука би направиле компромис ако гледате дека има флексибилност кај работодавецот, па дури и за повисоки примања, ме интересира твоето мислење. И што би побарал од работодавецот ако ти понуди од 9 до 3 да работиш? Па, јас лично зависи од ситуацијата, меѓутоа мислам дека сепак, како што кажав, младите мислам дека не има проблемот дека е македонски работодавачот, туку повеќе се осврнуваат кон самите вредности, начинот на функционирање на фирмата или целокупно работодавачот, без разлика дали станува збор за фирма, организација, бизнис, државна администрација и така натаму. Мислам дека многу пошироко го гледаат целиот контекст, отколку само конкретно дали станува збор за тоа. Така што позадината на фирмата, работата, атмосфера, вработените луѓе. Односот кон вработените, дали претходно имало некакви примери на, да кажам, лошо однесување или незадоволство и слично, нетрпение. Така што мислам дека многу пошироко го гледаат целото тоа. И јас конкретно, например, доколку нели би ме била понудена таква работа, доколку сметам дека моите вредности се отсликани во фирмата и доколку според моите параметри фирмата ги задоволува моите потреби и целокупната, да кажам, мојот целокупен
целокупно размислување, мислам дека би ја прифатила работата, бидејќи сепак тоа многу ми е важно какви вредности нуди фирмата и каков однос има спрема младите луѓе и спрема останатите, односно дали е youth friendly, дали сметам дека има простор таму за развој и можности за унапредување или пак е само нели колку да одиш и да завршуваш работата и тапкаш во место. Кога сме веќе кај тоа, да одиш и само да ја завршуваш работата, веројатно биле може би ти Нина си ја пропуштила таа генерација, но еве во наше време веројатно и се уште има луѓе кои што сакаат да се вработат, обично се вели така за во администрацијата, ќе се вработиш, нема ништо да работиш, но на крајот од месецот знаеш дека имаш плата. Такво некое нели размислување постои. Дали младите денеска размислуваат исто така? Дали се уште има такви млади кои што размислуваат дека најважно е да земам јас плата на крајот од месецот без разлика нели дали функционирам, односно дали работам или не работам доволно? Или сега веќе зборуваме цело време за дали работодавецот ќе ги разбере младите, но дали младите денеска се охрабруваат сами да започнат своји бизниси и да бидат предприемачи? Дали сега сакам малку да го подискутираме тој момент? Дали се уште има млади кои што сакаат да се вработат некаде, да земаат плата и ништо друго што се вели да не се надградуваат, или има се по-храбри млади луѓе кои што сакаат да започнат нешто свое и покрај тоа што малку е тешко во Македонија или во поглед на сите тие останати работи за да се основа фирма и да се функционира онака како што треба да се биде профитабилен. Јас ќе почнам со бројките, па после ќе одам со, значи во нашата држава имаме 18% од целокупното население, околу 18% на млади луѓе. Тоа се над 300.000 луѓе, се млади луѓе. Само 1% од тие се предприемачи. Само 1%, значи околу 3.000 луѓе. Кога убаво кажавме пред државни институции, беше збунка, затоа што има многу програми за поддршка на предприемништвото и младите или на младите предприемници. И во од сметавме пред нив за да кажеме бројка колку точно се овие луѓе, значи 1% се од нашето општество. Кога го кажав, јас истиот овој податок пред млад човек како Нина, па тоа е супер бројка, ми кажа. Еве ви кажувам две паралели. Значи, во едното и во другото место јас бев истражувачот кој што го кажуваше. Да, меѓутоа според мене, за да одговорам коректно на прашањето што ми го постави мене, многу зависи од на кое место го одговарам прашањето. Затоа што во Крушево, например, дефинитивно е поголем интересот на младите луѓе да бидат вработени во државна администрација, што не е исто во Скопје. Има разлика во ставови и во можностите што ги нуди самата средина. Да речеме, меѓутоа според мене јас мислам дека баш обратно, дека треба на локално ниво да го засилуваме предприемачкиот дух кај младите луѓе. Да, младите луѓе, јас долго време работам на градење капацитети кај младите луѓе за да сами се вработуваат, да се само вработуваат, да бидат предприемници, да кажеме. Меѓутоа потребно е да има овозможувачка околина за тие бизнис идеи, независно дали ќе биде може агрокултура, туризам, спорт, култура, а сегде постои и неопходност е децентрализација од аспект на тоа да се зајакнат можеби столбови некакви. Развојот на бизнис идејата, како и самото отпочнување, меѓутоа најчесто младите луѓе се откажуваат во процесот. Значи нема време младиот човек да чека 2-3 години да биде успешен бизнисот. Потребно е кога ќе видиме такви добри примери или само примери, не мора да бидат добри, да млад човек се охрабра веднаш и одема заради тоа што нема време за чекање, не го троши времето како јас што го трошев, па одев на пракса, па мислам тоа е секако потребно. Меѓутоа не треба да оди 2 години на пракса за да научи што значи не знам фактура и такви елементарни работи. Ние како граѓани имаме одговорност да ги поддржуваме ваквите млади луѓе, ако сакаме да ни биде подобар процентот во нашето општество. Или посурово кажано, ако сакаш внуката ти Марко да биде иден предприемник, треба добро да бидеш ти нејзина
солидна поддршка, добар поддржувач да бидеш во процесот. Тоа не значи само финансиска поддршка, затоа што некогаш... Тоа сакав да прашам, затоа што можеби не секој па е во можност финансиски да поддржи. Знаењето е многу потребно, контактите се многу потребни. Што сум сигурна, Марко, дека ги има. Понатаму, потребно е да таа идеја биде испромовирана. Ете, Марко тука може најдобро да работи во промоција на таа бизнес идеја. Значи, се надеваме сегменти се, да. Не е еднострано и не е само бројката. Значи, за да можеме да анализираме состојбата и ставот, треба различни елементи. Во моментов, јас мислам дека во претходните години, јас лично ова го сметам, не мислам како организација, неправедна бев малку кон младите луѓе. Ние толку многу градевме капацитети да младите луѓе бидат предприемници, без да сме свесни што нашата заедница нуди за тие нови бизнес идеи и повеќе направивме обесхрабрување отколку јас лично во некои моменти ги гледам јас тие млади луѓе сега, за жал не ги гледам кај нас, туку ги гледам некаде дека се силни, дека се со квалитетни вредности, дека наша гордост е кога младите луѓе ќе ги видиме во одредени... Меѓутоа и во тој период твојата желба била само да им дадеш простор за да бидат прагматични, да бидат успешни, не знаејќи дека понекогаш не може да биде тоа меѓу две оштреци, да. Да, меѓутоа потребни се многу Билјани или многу Марковци за да дојдеме до еден бизнис од еден млад човек, особено млада жена, затоа што има голема разлика меѓу млад маж и млада жена. Многу повеќе има процентуално млади мажи предприемници отколку млади жени предприемници. И тоа зошто е така? Вредносно, Цеца. Значи, ние како општество, која млада жена, ако каже сакам да бидам предприемничка во Крушево, ќе биде охрабрена за тоа да го направи. Вредносно. Ние вредносно не ја поддржуваме младата жена како општество. Па тоа се генерации и генерации за да ги смениме тие моменти. Пропуштени шанси, именно, ама... На нас не е жално, туку треба да биде освестувачки. Од нас зависи дали една млада жена, ајде да не видите дека Крушево го промовирам, инаку сум многу горда, има млади жени што се успешни во Крушево со бизнеси. Да, еве, например, не знам сега какво е вашето љубење на Македонија, ама во Берово. Ако видиме дека во Берово има една млада жена која што сака да успее, тоа треба на сите да не биде нас... Да импонира и така некако да ја дадеш поддршката целосно. Да. Прашање до двете чисто нека ме интересира околу социјалното предприемништво. Се дали е можеби страф од ризик или се уште можеби неразбран предизвик за многумина? И ако ја прашам, кој е можеби најкритичен фактор за развој на некаква бизнес идеја? Најдобро е можеби Нина, пошто социјалното предприемништво го спомнавме, ќе ми извиниш, ама ќе се да. Новите вредности на младите луѓе се совпаѓаат со социјалното предприемништво. Младите луѓе многу поблиски се до зелените идеи, до одржливите идеи, до идеи кои што носат нешто подобро отколку мојата генерација. Нас не интересираше колку е платата. Меѓу другото, мислам за да преживееме, не заради тоа што социјалното предприемништво во моментов работиме на барометар за социјално предприемништво, опфаќа повеќе столбови за да има развој на тој тип. Не се само финансиските ресурси. Не. Еден од столбовите е кои се финансиските ресурси. Меѓутоа исто има дали има човечки капитал спремен за да работи во тој сектор или да го води тој сектор, дали има каков е квалитетот на животот. Тоа значи инфраструктура, воздух, парковите што ги споменавме се вкупно. Понатаму и исто така целокупниот систем на поддршка. Дали има мрежи каде можат да добиваат поддршка, дали има невладини организации како нашава што дава директни знаења, совети, информации, поврзувања. Значи пак и за тој тип кај социјалното предприемништво е уште покритично заради тоа што нема доволно информации, нема правна рамка, они не знаат како социјалните предприемници за себе идентификуваат во нашето општество. Нема закон кој што ги дефинира. Иако јас секогаш кажувам дека не е потребно закон и мерки. Еве има и закон и мерки за младите предприемници, ама сме на 1%. Значи од 300.000 млади. Да. Значи не се ние малку имаме една лоша навика.
се решаваме законски. Не, треба да се... Не слушајки си го собствениот и гласот. Добро, кое на општество во близина може да го земеме како пример? Албанија. Сериозно? Да. Албанија како таму се средени работи? 18% има. Добро, има и многу млади во Албанија, ама 18% е процентот на млади предприемници во Албанија. Што тие прават поразлично и подобро? Не е коректно, затоа што јас длабоко не сум навлегла и нивниот индекс само го имам компарирано со нашиот индекс. Добро е некогаш да ви донесеме колеги од Албанија, што сум сигурна дека ќе сака да зборува. Меѓутоа, многу е ова сега и без аргументи, податоците кажуваат дека сериозно се насочени кон квалитетни програми, не програми само да се имплементираат. И мислам дека малку и ги мониторираат своите програми. Значи, апсолутно корупцијата си има влијание, меѓутоа не можеме да се пофалиме дека и ние и албанското општество имаме некое. Меѓутоа мониторингот прави па други корисни работи во сето тоа, затоа што конзистентно стануваат во податоците за да ги имаат конкретните извештаи. Нешто и Србија е добро. Сега не котира. Да, исто индексот за младинско учество во кој што ние опфаќаме политичко, економско и социјално учество се работи во 6 држави во моментов и е многу како да кажам, компаративно можеме ни паѓа информацијата зошто може толку блиско. Зошто таму може, а зошто тука не може. Од друг аспект. Да, во тој аспект конкретно, да. Па јас сметам дека клучна работа е тоа што се работи, се вложува во младите, а дополнително мониторингот што го спомена Билјана, мислам дека е многу корисна алатка за тоа што едно е вие да донесете закон, стратешки документ, policy paper или било што на темата, или например да ги отворите повиците за поддршка, меѓутоа друго е да видите што станува понатаму со таа поддршка, односно дали колку е функционална и колку си ја завршува работата, затоа што мора да се следи колку е истото тоа одржливо, односно дали вистински, например, доколку станува збор за повик за основање на некакво предпријатие, без разлика дали е социјално или од друг вид на предпријатие, основано од млад човек со финансиска поддршка од државата или од било какви други, да кажам, фондови, сепак треба да се види колку е тоа одржливо и понатаму и колку младите се спремни понатаму да работат со таа поддршка што имаат. И тука е многу значајно менторирањето или поддршката и од останатите мрежи, од останатите организации, од останатите предприемачи, затоа што на младиот човек не секогаш му се потребни само финансиски средства, туку му е потребно и насочување, и знаење, и некои вештини кои што се потребни за сето тоа да биде или да функционира и понатаму. Како успешна приказна. Само некаде кон крајот, бидејќи секој пат треба да говориме за подобрување на благосостојбата на младите. Колку Нина има политичко, економско, па и социјално искуство во сето ова и колку учеството е присутно денес, бидејќи чинам дека и политичкиот наратив сакаме да го промениме. Сакаме да слушнеме млад министер за правда, млад министер, колку и да звучи може и така некако. Но млад и праведен. Меѓутоа сакаме да слушнеме понекогаш на телевизија дека има, да речеме, младо граѓанско учество, да речеме, и во политичкиот и економскиот сектор. За ова многу често знае да говори ингениозниот Бојан Кордаловски, комуникологот, кој што баш често ги говори темите колку младите треба да бидат учество во спортот, културата, креирање на театарска сцена, на културна сцена и така натаму. Мојот одговор е дека младинското учество од тие три аспекти, односно социјално, политичко и економско, индексот треба да биде на највисоко можно ниво, идеално би било и 100%, затоа што нашата генерација, односно младите луѓе ги имаат капацитетите и тие сакаат да бидат вклучени, меѓутоа бројките покажуваат дека не се вклучени. А дополнително во однос на активното граѓанство и политичкото учество, мене ми е многу жал што години наназад бројот на млади министри, пример, е 0 во затоа го споменам. Константно, понатаму бројот на млади пратеници исто така. Ти пречи тоа? Апсолутно ми пречи, затоа што сметам дека младите немаат пристап до тие механизми, а јас знам дека во мојата генерација
и така како постојат млади кои што ги имаат капацитетите и кои што сакаат да бидат вклучени и сметаат дека знаат како би можеле да ги подобрат работите, бидејќи сепак во однос на политичкото учество особено се носат се носат одлуки за младите, а младите не се дел од тие процеси на донесување одлуки. Не се слушнати, не се повикани на масата за донесување одлуки, така што сметам дека ова е еден, да кажам, голем пораз за нашето општество и за нашата држава, затоа што на младите треба да гледаат како партнер кој што може да им помогне во овие процеси и да им помогне во унапредувањето на сите овие работи за кои што секојдневно сите зборуваме дека не функционира, дека не се како што треба, така што мојот одговор е дека учеството на младите треба да биде на највисоко можно ниво и за тоа младите се спремни и младите го сакаат тоа, меѓутоа нема поддржувачка средина за тоа. Мислам дека подобар завршиток од ова не можевме да имаме. Нина, ти благодарам исто и на тебе, Билјана. Со вакви слични тематики можеме да зборуваме уште многу. Нема да биде последно учествуваше во утвиска. Да, но ќе се видиме и за други теми кои што се вака важни за целото наше општество и се надеваме дека ќе биде слушнат. И многу повеќе гласот на народот. Ја лично благодарност дека зборувате за младите секој ден. Со најголемо задоволство. Ова платформа чувствувате како ваша домашна платформа каде што го креаме гласот.